Кризата зема замафија и има секаде и се повеќе. Со пари и долгови заглавуваат општините, јавните предпријатија на локално и државно ниво, фондови и државни институции, покажуваат најновите податоци на Министерството за финансии. Во првиот квартал од годинава во кој се прелеа ланската енергетска и гасна криза со засилена инфлација, доспеаните, а неплатените обврски на институциите под државен чадор ги искачи на 391,2 милиони евра. Стои во анализата на финансии. Само за 3 месеци значајно се зголемени доспејаните, а неплатени обврски на буџетските корисници од прва и од втора линија. Министерства, агенции и училишта, а раст на долговите има и кај општините и на јавните здравствени институции. Во првиот квартал од годината буџетските корисници пријавиле неплатени сметки во износ од 11,6 милиони евра, додека највисок износ на доспејани, а неплатени обврски имаат јавните предпријатија и фирми, основани и контролирани од државата – 134 милиони евра. Само на јавните здравствени установи за 3 месеци доспејаните обврски се зголемиле за нови 17,7 милиони евра, додека долгот на општинските јавни предпријатија пораснал за 6,6 милиони. На новата должничка листа има 1231 државен субјект, но доспејани се, што е за 300 пати повеќе во однос на должничката листа на крајот 2021 година. Новите податоци од Министерството за финансии покажуваат дека доспејаните, а неплатени обврски на општините се во пораст и достигнаа ниво од 71,7 милиони евра, што е за 3 милиони повеќе од лани. Иако сите долгови се тешки, а реперкусиите присутни, сепак алармантно е што најмногу долгови има во здравството. Болниците се потешко се справуваат со дефицитот на пари, а услугите се компензираат на различни начини и на штета на граѓаните. Нема болница или друга здравствена институција која е без долгови, што на крајот резултира со цели 134 милиони евра. Лош податок во оваа анализа е што долговите во енергетската криза растат многу побрзо отколку во пандемијата. Пандемијата го исцрпе стопанството и во новата непредвидена криза тоа влезе неподготвено и со половина сили. Две кризи една по друга еднакво уште поголема криза која руши многу посилни економии од нашата. Коментираат економистите.